Либан завијан во црно, околу 160 загинати, а 5000 повредени. Десетици луѓе се исчезнати, а над 300.000 останаа без нивните домови. Во Бејрут е прогласена двонеделна воредна состојба. Земјата сега се соочува со економска криза. Жителите на главниот град на Либан се гневни на тамошните власти, што дозволиле голема количина експлозивен материјал со години да стои во небезбедни услови во магазинот на пристаништето. Според нив, владата во Бејрут е премногу под влијание на исламистичката група Хезболах, зад која стои Иран. Францускиот председател Емануел Макрон е прв странски функционер што го посети градот. Во Бејрут пристигна заедно со специјализиран тим и спасувачка опрема. Додека Макрон шеташе низ областа погодена од експлозијата, беше пречекан со трогателни приказни од тамошните жители, кои беа гневни и го молеа да не дава пари на нивната влада, нарекувајќи го актуелниот председател на земјата терорист. Surtout ne donnez pas de l'argent à notre gouvernement corrompu, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce que c'est faire. On n'en peut plus, on est à bout. C'est aider la population, pas le gouvernement. Макрон изјави дека лично ќе се погрежи за нов политички пакт во Либан, додека меѓународната помош започна да пристигнува. Обвинителството нареди куќен притвор за сите високи службеници на пристаништето, кои на било каков начин се поврзани со складирањето на амониумни тратот.